Надлежните од Министерството за здравство потврдија дека цела година не мрднале со прст за да го намалат побарувањето за одштета од раскинувањето на договор за изградба на нов клинички центар во Скопје. Министерството за здравство ниту информира, ниту знае дали треба да се платат 8 милиони евра, 20 милиони евра или многу повеќе, и за ова треба да го известат јавноста, заради тоа што ова одштета или нивно невнимание треба да го платат граѓаните. Без грам одговорност за овие суми зборуваат како да се 8 или 20 денари. Кој ќе сноси одговорност за оваа штета, со која директно и свесно го оштетуваат државниот буџет? Актуелната власт, наместо нов клинички центар, од наши пари ќе плаќа милиони евра за тоа што не е изграден нов клинички центар. Додека надлежните велат дека немаат доволно средства за најранливите пациенти, бесрамно потврдуваат дека цела година ништо немаат превземено за заштита милиони евра пари на граѓаните кои сега ќе треба да се плаќаат за раскинување на договор за неизграден нов клинички центар. Министерството за здравство се самопрогласи за ненадлежно за обезбедување на средства за терапија за пациентите со цистична феброза. Во меѓувреме доцнат сите тендерски процедури за пациентите со ретки болести, а надлежните само ги пренасочуваат пациентите по други институции, однесувајќи се како да се сообраќајна полиција. При тоа не се води грижа за пациентите, а истовремено се наоѓаат средства за разни координатори, заменици координатори, помошници на замениците координатори и слични измислени функции за огромно хонорари за проекти кои што не се реализираат, а меѓу овие проекти е и неизградениот клинички центар. Или има за паразити, има за пенали за неградење на нов клинички центар, но нема за најранливите пациенти со ретки болести. Заради тоа одговорност мора да има и потребно е оваа да ја понесат сите министри за здравство во оваа влада. Заради тоа, час поскоро оваа влада треба да падне. Ви благодарам.